Од утре започнува новата учебна година, а министерката за образование Весна Јаневска им посака среќен почеток и успех во стартот на сите ученици со значително подобрување на условите за наставата во училиштата, с големен број на образовни асистенти во основното, но и за прв пат и во средното образование, како и за учениците со посебни потреби. За прв пат е воведено и формално образование за децата на долготрајно болничко лекување. Ја подигнавме инклузијата во образовниот систем. Освен образовните асистенти во основните училишта, кои ќе бидат 1346, на број за прв пат образовна асистенција ќе добијат и средношколците со посебни образовни потреби. Нив ќе им помагаат 130 образовни асистенти. За прв пат воведовме формално образование за децата на долготрајно болничко лекување и тие повеќе нема да губат настава, со тоа што зависно од нивната состојба ќе можат да се вклучат онлайн во својот клас или пак наставникот индивидуално ќе работи со нив. Како што веќе беше најавено од страна на Министерството, учениците конечно ќе стартуваат со нови учебници по сите предмети, дури и по странските јазици, што се очекува да бидат доставени до сите училишта до крајот на првата недела од училишната година. Започнува и примената на вештачката интелигенција во наставните програми. Министерката најави покачување на платите на наставниците. Верувам во квалитетите на наставниците и очекувам мотивирано да ја започнат новата учебна година, во која секако ќе имаат и ново зголемување на платите, онака како што се договоривме пред една година, 7,5 до 10% во зависност од степенот на инфлацијата, за да имаме реален раст без манипулации, како што тоа се правеше во минатите влади и го правеа претходните структури. Со новите промени во образовниот систем, според министерката, оваа година се очекува да биде поуспешна и да се достигнат повисоки резултати. Според досега доставените податоци од општините, учебната година ја започнуваат 245.000 ученици, односно 177.800 основци и 67.200 средношколци.